Веројатно го користиме овој збор многу почесто отколку што сме свесни. Веќе реков веројатно. Поголемиот дел од вас, најверојатно, знаат која е веројатноста да се падне грб при фрлање паричка. Но која е дефиницијата за веројатност? Ајде да го разгледаме она што досега го знаеме. Веројатност е мерка за шансите за случување на одреден настан. Поголема веројатност значи поголеми шанси да се случи настанот. Најмалата можна веројатност е 0, а најголемата е 1 или 100%. Значи веројатноста секогаш е вредност која се наоѓа помеѓу 0 и 1 и е поголема кога се поголеми шансите за успех. За да ја пресметаме веројатноста, прво го наоѓаме множеството од елементарни настани, што е множество од сите можни исходи на експериментот. Например, множеството од елементарни настани при експеримент на фрлање коцка е 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Множеството од елементарни настани при фрлање паричка е глава или петка. За извлекување на една карта од прикажаните, тоа е... За исходите на партија рулет, тоа е... Но понекогаш не е толку очигледно. Обидете се да го најдете множеството од елементарни настани при истовремено фрлање на две монети. Паузирајте го видеото и обидете се. Точното множество е ГГ, ГП, ПГ и ПП, каде што Г означува глава, а П означува петка. Добивме 4 различни настани, бидејќи ГП и ПГ се различни исходи, па веројатноста за добивање една глава и една петка е поголема од веројатноста за добивање две петки. Едноставно е да ја одредиме веројатноста на одреден настан, откако ќе го најдеме множеството од сите можни исходи. Потребно е само да го најдеме количникот помеѓу бројот на исходи во кој се појавува нашиот настан и вкупниот број можни исходи. Ајде да ја најдеме веројатноста за добивање збир поголем од 9 при фрлање на две коцки. Посакуваниот настан е добивање збир кој е поголем од 9. Исходи кои го задоволуваат овој настан се 5 и 5, 6 и 4, 4 и 6, 5 и 6, 6 и 5 и 6 и 6. Бројот на сите можни настани е 6 помножено со 6, што е еднакво на 36. Па нашата веројатност е 6 врз 36 или 1/6. Друг пример би бил да ја пресметаме веројатноста случајно да извлечеме карта лист или ас од шпил од 52 карти. Колку карти го задоволуваат нашиот настан? Имаме 13 карти со лист и 4 асови. Па 13 плюс 4 е еднакво на 17. Но асот со лист го броевме два пати, значи има само 16 карти. Што значи, нашата веројатност е 16 врз 52, што е 4/13. Сега, една задача за вас. Имате 3 сини, 5 црвени и 4 жолти топчиња во шапка. Која е веројатноста да извлечете жолто топче од шапката со само еден обид? Паузирајте го видеото и обидете се да го најдете одговорот. Точниот одговор е 1/3 или 4/12. Има 4 жолти топчиња од вкупно 12 топчиња, затоа бараната веројатност е 4/12 или 1/3. За крај, што всушност значи веројатноста и како можеме да ја користиме? Дури и настаните кои имаат веројатност 1 во милион можат да се случат. Но шансите се толку мали, зошто воопшто да размислуваме за такви настани? Затоа што веројатноста не учи. Кога некој експеримент го повторуваме многу пати, количникот помеѓу бројот на успешни исходи и бројот на сите можни исходи секогаш се доближува до пресметаната веројатност. Ако го повториш експериментот со топчиња во боја 9000 пати, тогаш во приближно 3000 од нив ќе извлечеш жолто топче. Поради истата причина, барем еднаш ќе победиш во игра на рулет доколку играш доволно долго. Ова го нарекуваме закон на големите броеви. Гледајте го вториот дел од ова видео за да откриете какви ограничувања има овој приод и кои се последиците од него.